Берово е еден од македонските градови што е најблиску до Европската Унија. Границата до Бугарија е само 15 километри од градот, но пристапот во Европа по најкусиот пат е блокиран. Сепак Берово има амбициозно поставени цели и многу сигурно ги остварува. Добар ден, почитувани гледачи, ЕУ Караван из Македонија, 8 станица од срцето на Малешевијата. Колку оваа општина со идеална надморска височина има европска перспектива. Да го видиме впечатокот на дел од 7.000 жители на општината. За мене нема ништо, само повеќе да ги приближиме туристите да ни дојдат. Инаку другото е, мислам, во ред се отворија хотели, ресторанти, кафичи, имаме добра душа да ги пречекаме луѓето и така. Да се потикне повеќе туризмот. Друго не би менувал. Градот као градот е убав и доста европски, ама треба да се сменат многу млади се иселија, така да едноставно ќе остане како стар град. Па Берово може би не е европски град, но погодно за одмор, за релаксација, туристичко место. Може би нема урбан живот, али има здрав живот. Освен отварање на повеќе работни места, друго не би менувале. Имаме се друго. Божи убавина нема што нема. И верувам дека ако уште повеќе се вложи и од државата, и од владата, и од Европа, Берово ќе стане центар каде што секој ќе сака да дојде овде, да биде турист, да престојува, да се одмори и да наполни душата и срцето со позитивна енергија. Гости во денешната 8 станица на ЕУ Караван из Македонија се господин Драги Наџински, градоначалник на Берово, господјата Мирјана Нинчовска, историчар, и господинот Владо Мишовски, менаџер на хотелот Манастир. Градоначалниче, кои ќе бидат најголемите придобивки за Берово од членството на Македонија во Европската Унија? Па така, значи ние како локална самоуправа се трудиме да сите придобивки кои и сега ги дава како кандидат Република Македонија во членство во Европската Унија да ги користиме и мислам дека по тоа успешно работиме со тоа што аплицираме на сите објави, огласи кои се финансирани од страна на Европската Унија, но со самото членство на Република Македонија во Европската Унија мислам дека Берово и сега е позната како туристичка дестинација, но ќе стане една од попознатите туристички дестинации сега не во Република Македонија, туку во самата Европа. Па тоа се придобивките кои, еве, ние со развој на туризмот како стопанска гранка, а се разбира индиректно и другите стопански гранки се развиваат преку развојот на туризмот, ќе овозможиме за нашите граѓани една пријатна, една достоинствена екзистенција која преку ресурсите кои ни ги дава нашиот крај ќе можат да бидат користени и се разбира да може да се екзистира, како што рековме, младите да останат тука, да почнат да работат тука, да остваруваат тука. Впечатоците на делот луѓето од Беровци во анкетата на колегата Миле Ристевски. Нинчовска, најпознат лик од историјата на Берово е дедо Илјо Малешевски. Умееме ли на странците да им спакуваме убава приказна од нашето пребогато минато и да им ја продадеме како таква за бројните туристи? Јас мислам дека умееме.
бидејќи ние сме наследници на маркантниот лик на дедо Илјо Малешевски, кој што во втората половина на 19. век, како еден неграмотен човек, успеа значи да допре до просторите на денешната Европска Унија, успеа да излезе во списанијата во Чешка, со својот лик и своите биографски податоци, да биде препознатлив за целиот Балкан како еден бунтовник и борец во отпорот против османската власт во тоа време и да ги заврши своите 20 години последни од животот во Бугарија, каде што... Чуваме ли оваа приказна за дедо Илјо Малешевски на странците? Еве на пољаците, на холанѓаните што доаѓаат во хотел манастир, например. Јас сметам дека не само во хотелот Манастир и во градскиот музеј во Берово тоа е презентирано. Може би, еве спомна и градоначалникот во нашиот претходен разговор, дека може би недостасува некое поимпозантно спомен обележје во градот, но самата приказна има толку богата подлога за да се направат културно-туристички продукти од неа, и не само културно-туристички и едукативни, приказната секако е представена пред странците и преку музејската поставка. Господин Мишовски, што му недостига на Берово за да биде туристичка дестинација според сите атрибути и да биде атрактивен туристички рај за европејците? Овака, благодарение на способноста на и осетот кој го имаше состојникот како стопанственик и искусен, идејата која реализира, гледат сега сме во комплексот хотел Манастир, се створија предуслови за Берово да стане на туристичка дестинација. Значи може да се каже дека хотел Манастир е основоположник на туризмот во Берово и Маршевијата. Значи Берово што нуди, што речеме природата што ја дал Бог, треба да искористиме максимум и да го дадеме на урбаниот човек тоа што го заслужи и што го нема. Значи недостатокот е пристапот до Европската Унија, пристапот до искористување на средствата, градчето полека, благодарение на општината и градоначелот се средува, има некои делови кај што недостасуваат да се средат и мислам дека во догледно време ќе ја добие сликата како што заслужува да биде дестинација за туристите. Со нас овде во прекрасниот двор на хотелскиот комплекс Манастир се и група граѓани од Берово, кои се денешна публика и ја следат емисијата во живо, директно од блиску. Ки им дадеме можност да постават прашања и да се јават со свој став и сугестија. А можност да се вклучите ќе ви дадеме и вам, почитувани гледачи, преку нашиот Facebook профил EU Caravan низ Македонија, да ни се повелете, поставете прашање, јавете се со коментар или забелешка и земете учество во денешната емисија која се емитува во живо. Градоначалниче, многу луѓе се жалат дека во Берово не доаѓаат поради тоа што патот е долг и тежок за возење. Зборувам за патот од Скопје, како град кој има аеродром, најфреквентен аеродром во земјава, и се уверив и самиот доаѓајќи наваму, навистина е прилично бавно и тешко за возење. Може ли општината со помош на Европската Унија да стори нешто на овој план? Па, може би тоа не се надлежности на општината, зашто се работи за регионални патишта и магистрални патишта, кои нема да зборуваме само за Скопје, него Берово по оддалеченост во километри е подеднакво оддалечена од трите најблиски аеродроми, од Скопскиот, тоест нашиот, од Софискиот и од Солунскиот аеродром. И се разбира кога се работи и се прави збор за регионални и магистрални патишта, сепак тоа е надлежност на централната власт, но јас мислам дека и самото тоа што е вака подискретно местото дозволува да природните убавини бидат зачувани, инаку ако тоа биде доста фреквентно со сообраќајници, ќе се наруши убавината, ќе се наруши мирот, ќе се наруши чистотата на воздухот и сепак далеку е тоа се сообраќајните инфраструктури кои ги имаме, но кога се води на одмор никогаш не се брза, па јас би ги поканил сите кои сакаат да дојдат да се одморат, иако патиштата не се баш многу добри, сепак да дојдат во Берово. Ние како локална самоуправа можеме само
да даваме иницијативи и постојано да бараме да се подобрува сообраќајната инфраструктура, тоест регионалните патишта кои водат до самото Берово, и мислам дека од ова година тоа успешно почна да го работи владата на Република Македонија, што се отпочна со изградба на автопатот Скопје, Миладиновци и Штип. Од Штип до Кочани се работи на овој брзиот експресниот пат и се разбира доколку се подобри, а се работи и на тоа да се подобрат ударните дупки од Виница до Берово, тогаш мислам дека ќе имаме една добра, идеална сообраќајна инфраструктура која нуди да гледаме природни и добри пейсажи, минуваме преку шума и сето тоа прави едно задоволство за туристите кои доаѓаат. Да, Берово, денес најголем број на луѓето во градот се ангажирани во текстилните фабрики, во дрвната индустрија и се повеќе во туризмот. Господјо Нинчовска, вие сте родена Беровка, Да. замината одовде на времето. Можат ли, каков е вашиот впечаток, можат ли денес младите и образовани луѓе од Берово да живеат европски во родниот град? Да, секако дека можат, затоа што беровчани се прилагодливи луѓе, негувачи на традицијата. Јас сум среќна што гледам дека младата генерација навистина ги поттикнува овие обстои, значи на нашиот бит, и дека во исто време ги следи и сите нови текови што ги носи времето. Тоа е доволно за да бидеме подготвени да живееме европски во Берово. Господине Мишовски, каков вид на туризам треба да развива Берово? Треба ли да се фрли се на една карта, рурален или алтернативен туризам, или треба диапазонот да биде поширок? Па мислам дека треба да го искористиме тоа што го имаме во моментот, значи треба да одиме на развој на тој рурален и алтернативен туризам, да искористиме природата, како преска што реков, да го искористиме здравата храна, производите од здравата храна, шумските плодови и сите други продукти кои се потребни за здрав живот, за луѓето, нели, не само од Македонија, него пошироко. Туристите, кај ние сме посетени од страна на холандски туристи, од страна на полски туристи. И значи мислам дека треба да одиме во тој правец и не треба да одиме на некој масовен туризам, да можеби ќе се направат проблеми во тој дел, така да луѓето доаѓаат за мир, за одмор и за релаксација. Ви помага ли општината во бизнисот? Па да. Што правите, господин Наџински, за да го стимулирате тој алтернативен или рурален туризам и дали тука гледате шанса да ви помогнат и европските фондови? Еве вака, ние како локална самоуправа и капацитетите, кадровските, човечките ресурси кои ги имаме во општината, јас можам да кажам дека тие се на едно високо ниво и при секоја апликација за добивање на проекти од Европската Унија, а ги добиваме и со тврдите мерки и со меки мерки, овозможуваме да доваѓаат луѓе преку реализирање на таквите проекти од општини од Европската Унија. Минатата година еден таков проект го имавме реализирано. Беа во посета на Берово делегации од 9 општини од европски земји. Мислам дека со тоа овозможуваме тие директно да ги видат убавините на нашиот крај, на нашата Малешевија и се разбира најдобриот метод од уста на уста да го пренесат сето тоа на нивните сограѓани. И мислам дека во тоа успешно работиме и веќе има најави на туристи кои се осознале дека во Берово е многу убаво од нивните сограѓани кои веќе претходно биле тука. Потоа ние како локална самоуправа изработуваме рекламен материјал, брошури, флаери, ги посетуваме туристичките саеми, како локална самоуправа ги презентираме капацитетите кои ги имаме тука во општината, тоа се хотел Манастир, хотел Аурора, хотел ВИП, приватните викендички, се со една цел, сакајки да ја представиме убавината која ја имаме ние како локална самоуправа, како општина, ги промовираме и самите туристички објекти и мислам дека присуството на гостите кои доаѓаат кај нас се па еден од начините на кои им помагаме, тоест ги вклучуваме директно во работа. Мишовски да не пропушти нешто, градоначалникот. Па можам да кажам и за идните инвеститори кои сакаат да се занимаваат со хотелиерство, со туризам,
со изградба на објекти од таков тип, од таков карактер, Советот на Општина Берово има донесена одлука за таквите објекти е 0 денари комуналните услуги кои, тоест комуналната такса за уредување на градежно земјиште. Така, поедноставна е процедурата за Поедноставна е градежна дозвола и процедурата, не се плаќа бесплатните комунална комунали. такса, бесплатни се комуналиите и мислам дека тоа е еден од придонесите кои ги зголемуваме Општината го прави за да развој го на прави. туризмот. Се разбира и со подобрување на инфраструктурата во самиот град, во руралните населени места во општината, кои ги имаме 8. Мислам дека со подобрувањето на комуналната инфраструктура, добра сладка вода за пиење, со подобрувањето на електричното улично осветлување. Значи се тоа се Еве да им оставиме да кажат нешто и луѓето од дејноста. Што друго? Кои ние работиме и се Овака, следно. се слагам со делот. Градоначалникот, како што рековме преска, најголема пречка на нас ни представува патната инфраструктура, значи за поблиска комуникација, побрза, значи комуникација со градот. Градот се труди во тој дел за да ја подобри инфраструктурата и има подобрување во однос на хигиената на градот, има подобрување, преостанува, мислам, дека уште улицата Маршал Тито да биде средена. Тоа претпоставувам дека ќе биде средена. Друга е наша забелешка е во однос на општината што нема изградено став во делот на урбанизирањето на овие туристички населби. Така да автентичноста не е за офатена. Да поминеме само викендиците да по езерото, само мислам дека една има автентичност или две, другите се фасадно многу лошо состојба, така да со зелени, жолти и другите. Мислам дека треба да се преземе во тој дел нешто, да се типизираат и да се осеќате дека вие сте на планина, дека не сте во некоја урбана средина и мислам дека може да се најде тоа решение со Господин Анџиски, ќе преземете нешто на Ополе? Во право е господинот Мишовски, значи не сме размислувале да при издавањето на одобрение за градба и ние ја утврдиме и го задолжиме инвеститорот како да изгледа фасадниот дел на објектот и сепак држи тоа што вели дека треба да бидат објектите со апликација на камен, на дрво, зашто треба се изгради бренд. Да се изгради бренд. За жал тоа ниту го затекнав, еве можам да кажам дека ниту јас како градоначалник сега го применувам и се обидувам Не е да го доцна, може применувам, да се. но еве да се обидеме барем овој стариот дел за кој веќе изработуваме детален урбанистички план под насловот Етно село, дека ќе се обидеме и собствениците на куќите и самите инвеститори во тоа етно село, дека ќе градат така типизирани објекти кои ќе ја зачуваат автентичноста, тоест рустик стилот ќе биде вграден во самите. Дами и господа, нашиот Facebook профил почна да се полни со прашања, но претходно би сакал да ја видиме личната карта на градот. Берово е еден од градовите на Балканот со најголем процент на кислород. Тоа сум го прочитал некаде на интернет, но и впечатокот на колегата Ристевски кога го прашав за првата слика на Берово ми рече дека станува збор за исклучително чист град. Што друго плени овде на истокот на Македонија? Мал град на истокот од Македонија, со околината брои околу 14.000 жители. Првиот впечаток за Берово ми е дека е чист град, без несовесни граѓани кои отпадот го фрлаат каде ќе стигнат. Убаво уреден плоштад со црковна камбанарија која плени со својот изглед. Пресметале дека во Беровскиот крај има најмногу цркви по глава на жител и сите се со своја легенда. Чистиот воздух во Берово и околината како да ги прави луѓето посмирени. Локалната самоуправа граби, горда е што ја аплицирале со 3 проекти и Европската унија ги прифатила да ги финансира. Сепак само критични се за она што недостасува. На Берово можеби му недостасуваат повеќе од, да речеме, едноставни работи кои што граѓаните ги тиштат. Пред се јас би напоменал дека нешто би можеле повеќе да направиме во инфраструктурата, како што е поврзувањето со поголемиот дел од Република Македонија, со поголемите центри, со регионот. Прашањето околу водоснабдување и одведување на отпадни води. Тоа е еден од потешките проблеми што ги
додирнува жителите кои што живеат во руралните средини. Во Берово со помош од ИПА програмата отворен е овој бизнис инкубатор кој има за цел да обезбеди поддршка на бизнис можностите да ги мотивира предприемачите на локално и регионално ниво. Проектот е вреден 300.000 евра. Во партнерство со бугарскиот град Сандански со половина милион евра се подобрува квалитетот на животот во делот на екологијата. Со овие пари изграден е кејот на Брегалница. Третиот проект од ИПА програмата е во соработка со градот Гоце Делчев, во кој две градинки ја зголемија енергетската ефикасност. Меѓу познатите беровчани е стоматологот Никола Пашовски, натурализиран беровчанец. Дошол пред неколку децении за кратко и останал. Се уште активен во професијата. Вели Малешевијата изобилува со богатство, само треба да се искористи. Градчето као градче се подобруваат во смисло на изглед, разбираш, и сетата работа, стануваат привлечно, разбираш, е така. Меѓутоа, и уствари привлечно веќе за туризам, нешто се прави за развој, разбираш, на местото. Пропаста на стопанството повлече и економско паѓање, разбираш, на луѓето. А во Берово земјоделството е најзастапено. Обработливите површини се над 43.000 хектари. Пасиштата се најзастапени. Се одгледуваат житни култури. Од овоштарството најзастапени се сливите. Во градинарството пак неприкосновен е компирот, оној недобриот, беровски. Ова е еден од заштитните знаци на Малешевијата и Берово, беровскиот компир, растен во чиста еколошка средина. Ако сите други размислуваат дали компирот е квалитетен, во Малешевијата и Берово луѓето го немаат тој проблем. Знаат со што располагаат. А беровскиот компир се подготвува на безброј начини и сите се вкусни. А беровчани, поради нивниот заштитен знак, се европјани. Па помалку јадат леп, а повеќе компир. Останува впечатокот дека во Берово има што да се види. Од црквите, преку археолошките локалитети, до етнофестивал и карневал. Уште да се вложи повеќе во промоција на туризмот. Минути за вас, почитувани гледачи, прашања за публиката и прашања од нашиот Facebook профил, да одиме со ред. Првото прашање од Facebook профилот, ако може да го видиме. Понудата е европска, но и цените се скандинавски. Колку Берово е достапно за домашните туристи? Еве, најсоодветно ми личи прашањево за менаџерот на хотелот Манастир. Повелете, господин Да, Мишовски. мислам, не знам за кој објект се работи. Можам само да ви кажам дека за нашиот хотел, во нашиот комплекс, цена просечна е 1200 денара ночевање со појадок. Мислам дека цената е солидна, дека нити е прескапа, нити е ефтина. За другите локалитети, мислам, хотели не можам да зборам, пошто цените не ги знам и која ми е политиката. Исто така и за приватните сместувачи капацитети. Имаме поплака од гостите, поготово за приватните сместувачи капацитети, дека имаат подигнато цената и мислам дека треба да се изврши некоја едукација со луѓето кои собствениците на тие викендици, да им се објасни дека спрема категоријата на викендицата треба да биде застапена и цената. Така да, може би ќе направиме проблем ако не се осознаеме дека треба да ги прилагодиме цените према квалитетот на услугата, на леглото, ќе ги одбиеме туристите, а знаете како е, после тешко се стекнува имидж, а многу лесно се губи. После треба да го смени скроз брендот за да може да дојде до тоа. Господин Наджински, вие се согласувате со дел од констатацијата што беше изнесена во прашањето дека цените се скандинавски? Па, имам причина да се согласам со тоа, зашто јас морам да кажам дека сите викендици кои се категоризирани и ја знаат својата категорија за издавање на соби за туристи, тие доваѓаат кај нас, ние се обидуваме тоа што го рече господинот Мишовски, да правиме некоја едукација за основно однесување кон гостите, потоа како тие треба да го менаџираат издавањето на соби, зашто сите знаеме кога е шпица, а тоа се летните месеци во Берово, знаат тие неосновано под исти услови, без подобрување на условите за престој, да ги качат цените само заради тоа што е зголемена побарувачката за кревет повеќе. Но тоа, како што рече господинот Мишовски, уште еднаш ќе кажам, ќе не стави во ситуација луѓето
за исти услови, исти услуги да добиваат повисоки цени, да тие се вратат и идат на друго место, тогаш ние им зборуваме дека тешко се доаѓа повторно до доверба и тешко се враќаат гостите назад кои еднаш ќе си заминат од тоа. Еве, ние немаме можност да ги со некој наш акт донесен од Советот да ги определиме и да ги ограничиме цените, но мислам дека со тоа што енормно ги качуваат за време на шпицата на сезоната, мислам дека тие самите туристи губат. Европската унија така е решено тоа со еден правилник на градските власти, општинските власти кој е закачен на вратата на секој гостителски објект и таму е одреден максимумот до кој може да се оди. Да, е така во Европската унија, но кај нас се уште тоа не е така регулирано. Ние сметаме дека сепак тоа се пазарни цени кои самите давачи на услугите ги формираат и мислам дека еден ден тие највеќе ќе изгубат што ги нудат услугите и што ги покачуваат цените. Им дадеме шанса на дамите и господата што се со нас во публиката. Повелете ако имате прашања за некој од денешните гости. Така, јас имам прашање за господинот Драги Наџински. Дали остварувате соработка со други градови од Европската унија и чиј пример го следи Берово како општина? Да, јас морам да кажам дека ние како локална самоуправа, како општина Берово, работиме со повеќе градови од Европската унија и тоа по основ на збартимување. Имаме подпишано меморандуми за соработки, во кои меморандуми токму туризмот како стопанска гранка е наведен да биде опфатен. И тука ќе го земам за пример градчето, тоа е општината Ливаро во Република Франција и земајки ги примерот од нив, како тие работат во областа на туризмот, се обидуваме и ние тоа да го применуваме и не би рекол дека целосно, во целост ги имаме копирано, но се потрудивме тоа што тие, нивното искуство и тие тоа што ни го кажаа, да го примениме тука колку можеме и колку ни дозволуваат нашите економски и финансиски можности, за да можеме да го развиваме туризмот. Една токму од тие вака укажувања за побрз развој на туризмот е тоа што во средното наше училиште преку Министерството за образование побаравме да се отвори паралелка за туристички техничари, мислам рецепционери и угостители и келнери. Во тоа успеавме и тоа е едно од мерките како општина која... Ќе ми дозволите се да надоврзам на ова прашање на гледачката од публиката. Го спомнавте француското градче кој е модел како Берово ја замислува својата иднина, но мене ми е нејасно зошто е затворен најблискиот граничен премин. Терминалот Клепало со веќе 2 децении е затворен, со тоа ви е оневозможен брз пристап до градот од другата страна на границата, Благоевград, чинаме најблиску, но Сандански. Или Сандански треба да се кружи по друг граничен премин. Зошто тој терминал не функционира? Па ние како локална самоуправа, јас како градоначалник, вршам притисок, тоа секогаш барам при сите мои официјални и неофицијални средби со моите колеги од другата страна и во состаноците во владата, во нашата влада, поготово кога сме со премиерот или со министерот за надворешни работи, со министерот за внатрешни работи, да се обидеме да на високо ниво, зашто сепак и тоа не е во надлежност на локалната самоуправа, да се обидеме да го ставиме активен, да биде, има ветувања и од двете страни, но морам да кажам дека сообраќајната инфраструктура, тоест патот од Струмјани до граничниот премин не е доизграден и тој не може да биде во функција, тоест не може да ги постигне нормите кои ги бара една сообраќајница за да може да биде регистриран како магистрален пат. Сега имаме последно ветување од страна на владата на Република Бугарија дека е ставен како приоритет. Таквите сознанија ги имам добиено од колегата од општина Струмјани и сето тоа
еве може да влее оптимизам кај нас граѓаните и во нашата општина, а се разбира и од другата страна. Сега како што стојат работите, до Бугарија се оди преку Делчево или преку Струмица долу? Не? Па исто е, ако одиме за Благоевград, одиме преку Делчево, ако одиме за Сандански, одиме преку Струмица, но сепак во прашање се 140 километри. Кога би бил изграден патот и би работел граничниот премин Клепало, би оделе по 40 километри, значи 100 километри ќе скратиме. Сте пробали ли, почитувани гледачи, беровско сирење или повеќе можеби преферирате надалеку прочуениот малешевски компир? Пољаците и холанѓаните кои доаѓаат во Берово уживаат овде да јаваат коњи по течението на реката Брегалница или да возат велосипеди и да пешачат по преубавите шумски патеки. Со што друго Берово ги освојува странските туристи од прилогот на колешката Сунчица Николовска. Планинско сонце, борова шума, чист воздух и еколошки здрава храна. Си повеќе посетители доаѓаат да ја видат и да уживаат во оваа рајска убавина. Берово, или како што многумина го нарекуваат Мала Швајцарија, станува мека за развој на екотуризмот. Со традиционални бачила и јавање коњи по Брегалница до луксузни спа центри. Со разни содржини се привлекуваат туристи од сите страни. Ние живееме во Норвешка, пак сакаме нешто слично ко Норвешка да доживееме тука и зато. Како во Берово не сме виделе ваква убавина во светот. I'm hoping one day that in Macedonia it will be like in the Alps, where you have trails that you can run and walk and enjoy this fantastic environment you have here. И хотелите во Берово функционираат во духот на традицијата. Со алтернативен туризам ги освојуваат и домашните и странските туристи. Имаме повеќување во однос на холандските агенции негде до 15%, а што е интересно за полските туристи над 22%. На 30 на километри од градот полека никнува нов туристички центар со неколку викенд куќи за изнајмување, со рибници и со ресторан. На посетителите им се нуди алтернативен туризам исполнет со многу авантури низ Малешевскиот крај. Имаме моментално 10 коњи, значи оној кој што знае да јава може слободно да ги зема и слободно да јават низ планините, а оние кои што не знаат да јават со наш водич ги шетаме низ околината. Најголем специјалитет ни е рибата. Рибен ресторант е това. Да, може. Директно да уловат и одма донесат тука, ние ја печеме, да бидат задоволни гостите по секој момент. И додека во Берово интензивно се градат вили и хотели, семејството Панговски привлекува туристи со својот традиционален начин на живот. Се трудиме да задржиме таа стара традиција од нашите баби, мајки. Па и ние нешто сме од нив запавнели, па и нешто си додаваме сега и да може да го задржим старото, традиционалното. На бачилот одгледуваат овци и крави и подготвуваат сирење и кашкавал на традиционален начин. Надалеку прочуеното беровско сирење и изобилството од традиционални вкусови ќе ве натираат повторно да се вратите тука и да уживате во мирот, спокојството и недопрената природа. Вела дека досега не се обиделе да искористат пари од европските фондови за развој на селскиот туризам. Се што изградиле со сопствени средства. Вредните домаќини само овој месец нагостиле околу 100 холандски и полски туристи. Доаѓаат и од Македонија и од странските земји. Има повеќе групи од Холандија преку пролетниот период. Израел, Бугарија, Америка, Австралија, од секаде ни доаѓаат. На 1 километар од бачилото на Панговски, на 15 на километри од Берово, се наоѓа граничниот премин Клепало, кој е единствената врска на ова градче со Европската Унија. Некогаш современиот граничен терминал денес обрасна со трева, со децени чека да биде пуштен во употреба. Од македонска страна целосно е комплетирана инфраструктурата, од другата страна на границата се чека Бугарија да го доизгради патот Струмјан и Клепало. Според многумина, отворањето на граничниот премин Клепало ќе биде позитивен импулс за економијата и за развојот на алтернативниот туризам во Берово и во Малешевијата.
За развој на руралниот туризам во земјава преку ИПАРД програмата 2007-2013 достапни се околу 3 милиони евра. До сега од нив се искористени само 400.000 евра. Европските пари можат да се инвестираат за адаптација на селските куќи и фарми за туристички цели, за изградба на хотели во руралните средини со капацитет од 30 до 50 легла и за обезбедување нови вработувања. Господин Наджински, зошто не ги користите доволно европските пари? Какво е искуството на општина Берово со користењето на европските фондови? Па јас не би рекол дека не ги користиме. Мислам дека сме единствена општина што на 3 повика од ИПА програмата прекугранична соработка, единствена општина која и на 3 повика има добиено средства за изградба на објекти кои се во интерес и на граѓаните на општина Берово, а и на партнерите кои се од другата страна на границата, тоа се градот Сандански, градчето Струмјани и сега последниот што го добивме е детската градинка од Гоце Делчев, Република Бугарија. Имаме користено средства од Европската Унија и преку овие меките мерки, тоест подигање на капацитетот на луѓето, со тоа што реков дека повеќето европски општини биле тука присутни и ние сме биле присутни на таквите едукативни семинари и центри кои ни овозможуваат да се приближуваме, т.е. да знаеме како да аплицираме, како да ги пополнуваме апликациите за да ги користиме, што рековте, недоволно. Не, ти чувме еден податок од 3 милиони биле искористени 400.000 евра во прилогот на колешката Сунчица Николовска. Не знам на вашата колешка од каде е овој податок, јас можам да зборувам само за тоа што нашата општина, општина Берово има искористено. А ако другите средства не се искористени, а ние знаеме дека средствата преку ИПА програмата се користат преку Министерството за локална самоуправа, тогаш јас ќе се изземам и не можам да речам дека општината не е таа и нема способност да ги користи. Ги користим. Да не зборам дека имаме искористено 11 милиони швајцарски франци за изградба на колекторски систем, за пречистителна станица на фекални води и за филтер станица, која сега имаме една од најквалитетните води. Важно е да имате во вашата администрација доволно обучени луѓе кои знаат да ги пополнат. Можам само најпофални зборови да зборувам за мојата администрација без тенденција. Знам дека се тоа што е подготвено, што е аплицирано, поминало во строгите критериуми на Европската Унија. Господин Нинчовска, колку беровци ги практикуваат типичните македонски обичаи и дали нештата на овој план ќе се сменат кога Македонија ќе стане дел од Европската Унија? Зборувам од аспект на почитување на традицијата. Беровци мислам дека се традиционалисти, ја почитуваат својата традиција, својот бит знаат да го негуваат, знаат да го фатат чекорот на новото време и покажа и нашите искуства, особено од последната деценија, нели, нашето прилагодување на туристичкиот пазар, дека нашата традиција можеме да ја прилагодиме и во оваа смисла да ја преточиме и во некоја комерција и да ја задржиме она автентична нишка, што е секако висока вредност, нели, на туристичкиот пазар. Продолжуваме со прашања од нашиот Facebook профил, ако има нови да ги видиме. Што ќе значи отворањето на граничниот премин Клепало за туризмот и за економијата во Берово и во Малешевијата? Ова делумно го одговори градоначалникот Наджински, а го одговори и мојата колешка Сунчица Николовска во прилогот, па јас, ако дозволите, би го споил со следното што го гледам. Како ќе донесете што е можно повеќе европејци во Берово, наместо да ги испраќате младите од градот? Можете на двете прашања, господин Наджински, да ни дајете одговор. Веднаш да одговорам. Вака,
први мораме да кажеме и да бидеме реални и искрени, а тоа ќе го кажеме заради тоа што со сите тие што млади луѓе излегле од општината и отишле во Европа да работат, ги работат истите работи што можат да ги работат и тука во општината. Тоест, ако тие се чувствуваат среќни што копаат лози во Италија или чуваат овци и крави по Швајцарија, јас мислам дека со сите мерки кои ги дава сега државата, со субвенциите, со загарантираниот откуп на млеко, со премии на млеко, со истата работа можат да обезбедат екзистенција и тука во Берово, зашто има идеални природни ресурси за работење. Ако во Италија копаат лозија, тука можат да подигаат плантажи, тоест насади од сина слива, од Стенлеј, која добро оди на европскиот пазар. И тогаш, кога тие ќе сватат дека треба да работат тука и да ги користат природните ресурси и бенефитите кои ги дава и локалната самоуправа и централната власт, и кога ќе видат дека има заработувачки, има екзистенција, ќе сватат дека тогаш странците ќе дојдат директно да ги пробаат нашите продукти, нашите производи, какви што доваѓаат. Така треба да почнат да сваќаат младите дека тоа што го работат таму, можат и тука да го работат. И дава гарантирана екзистенција. Но ние се уште размислуваме и мораме да го смениме менталитетот наш на размислување дека да, подобро е ќе бидам измичар и ќе работам таму негде во странство, сметајки дека ќе земе некоја сума на пари од 2000-3000 евра, карикирам, кои подоцна ќе му ги земат по основ на кирија, на станарина, и ќе си дојде тука, отколку тука на своето да отвори преработувачки капацитети, да ги користи пасиштата кои ги нудат малешевските планини. Со еден збор да се стимулира предприемачкиот дух кај младите и да се... Да тие пројават желба и да кажат дека да, и тие можат да менаџираат и овоштарство, и сточарство, и земјоделие. Да не очекуваат некој нешто да им каже сработете го ова, сработете го оноа, или направете го тоа, или подигнете. Господине Мишовски, колку европските пари се достапни за вашата дејност, за развој на руралниот или на алтернативниот туризам? И што ќе донесе членството на Македонија во Европската унија конкретно за вашата дејност како придобивка? Па, да ви кажам дека досега имаме размислувано за аплицирање, за добивање на некои средства, но од причини што одма се сретнеме со многу големи, гломазни административни проблеми и поголем е процесот на изработка на тие проекти и аплицирањето за парите, се имаме откажувано, но сега имаме идејни решенија. Значи, нашиот собственик има уште за еден објект капацитет, кој ќе има и сала за состаноци над 350 луѓе. И со соби за сместување, така и во комплексот има етно село. И тој го планирате во Берово, или? Да, одма спроти комплексот на хотел Манастир покрај реката Брегалница. Не мрдате од овој крај, значи? Не, па мислам дека локацијата е докажена, дека е добра, еме на крајот од градот, еме од градот и сме одма стационирани до комплексот Архангел Михаил Манастир, значи историски. Така да мислам дека сега ќе аплицираме за тие средства и се надевам дека можеби ќе искористиме некој дел од нив. Европската унија ни е потребна многу, значи со влез во Европската унија ми би добили многу, затоа што ние сме одма граничиме со Бугарија, тука ни и Грција исто, близко е таму, нели, Ново село. Уствари преминот што е со капетан Андреево, или како се кулата, таму се Серес, Драма, Кавала, така да одма ќе имаме прелевање на гостите од Бугарија, Сандански во Берово, се надам. За жал, ближи времето за крајот на емисијата, минути последни за завршен збор. Ве молам накусо со по една реченица, каде го гледате Берово по 10 години од денес? По овој редослед, сега господине Мишовски, почнете ви. Па вака, го гледам ако перспектива, затоа што се развива во тој дел, во духот на тој рурален туризам. Добро се менеджира со општината, се оди во тој дел за да се развива тој туризам и мислам дека ако се продолжи со тој интензитет и дека ќе има успех. И мислам дека Берово ќе биде туристичка дестинација за почит. Нинчовска, Берово 2024.
Па јас би сакала да го видам Берово 2024 како едно развиено туристичко градче кое што ќе си ги задржи сите своји карактеристики на својот бит и ќе може да ги користи сите придобивки на новото време. Наџински. Мислам дека ќе биде една од најпознатите туристички дестинации во Република Македонија, но морам да кажам дека за тоа треба сите граѓани кои живееме во Берово да се потрудиме, зашто сепак туризмот е стопанска гранка која дава екзистенција, дава сигурност во самото живење на сите семејства, дали директно или индиректно не е битно, но преку туризмот ќе можеме да го развиваме сточарството, воштарството и за тоа ценам дека 2024 година Берово ќе биде едно од најпосетените места во Републиката како најпозната туристичка дестинација. Сите заедно. Допълнам дека туристичка стопанска гранка, туризмот е гранка која највеќе непосредно запослува луѓе во тој дел. Така секој си го најде своето место во тој дел. Не ни требаат на нас фабрики и други. Ни треба само. Но не и индустриализиран туризам, не ни требат ни огромни хотели како што се случи тоа во општина Банско, Република Бугарија. Значи не смееме туризмот во Берово да го индустриализираме со мали капацитети. Еве ги примерите на Хотел Манастир, на спа центарот Аурора, Хотел Вип, малите викендици кои се прават, што рековме, да ги подобриме преку типизирани фасади, преку зачувување на малешевското, на битието. Тоа ќе биде атрактивно и јас верувам дека ние ќе почнеме така да размислуваме како беровци, како малешевци и ќе го направиме тоа сите заеднички. Сите заедно да се трудиме хигиената да ни биде подобра, зашто не може да биде туристички центар ако нема хигиена, ако нема ред. Дами и господа, ви благодарам на исцрпните одговори, почитувана публико и вам, почитувани гледачи. За жал, истекуваат планираните 45 минути за денешната станица во Берово. Се изнадишавме чист планински воздух и ги наполнивме очите со зелена шумска убавина. Секако и се уверивме во европската перспектива на Берово. Идниот четврток се гледаме од Скопски Илинден. Пријатен ден.